Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Изминатиот период гласноговорници на ВМРО ДПМН се токму оние кои виделе најмногу лична корист од таа партија, можеби надевајки се дека ќе дојде повторно таквото време. Деновиве сме сведоци на постојани напади за непотизам, и тоа од кој? Од човекот кој цел изминат период за владењето на ВМРО ДПМН уживаше најголеми благодети. Човекот на кој таткото беше директор на рудникот во Рек, човекот кој вработи својата сопруга во Народен театар Битола и кој по неколку години се вработи тој самиот во истата институција, каде што нема изиграно ниту една позначајна улога, но затоа има многу улоги во спотовите на неговата партија, улоги во ниски и подчовечки спотови на ВМРО ДПМН. Но тука не е крајот. Дали покрај вработувањата, за кои има доказ во соодветните институции, наплатили сума од околу 2,5 милиони денари од општината и јавните предпријатија за сомнителни сделки. Очигледно, ВМРО ДПМН останува партија која се грижи за личниот интерес, а не интересот на граѓаните. Партија која нуди обнова на непотизам и лично богатење на своите партиски членови. Затоа, на 15 јули, заедно со нашите сојузници граѓаните, ја избираме понудата на СДСМ и коалицијата Можеме. Понуда која нуди нова македонска развојна економија, заснована на одржливост,